Еве сме назад во студио, почитувани гледачи, стигнавме и до вториот дел од нашата емисија, каде со нас ни се придружуваат нашите гости. Денес ни се придружија господја Далиборка Златева, Лидија Карастојанова Андова и нејзиниот син Јордан Андов. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро. Добро ве најдовме. Така, вашиот повод за вашето доаѓање е 2 април, светскиот ден за лицата со аутизам. Господја Далиборка, со вас ќе започнам. Која е невладината организација Сдружение на лица со церебрална парализа и колку години постои оваа организација? Вака, Сдруженијето на лица со церебрална парализа веќе постои 18 години, делува на локално ниво и на регионално ниво во општините Градско и Чашка. Меѓутоа, со дел од нашите активности ние се префрливме и на национално ниво, така да полека прерасуваме можеби во една организација која што малце повеќе ве зема замав и сака малце повеќе да зборува за проблемите и за потребите на лицата со посебни потреби. Инаку, како невладина организација, во овие 18 години, можам да кажам, почетоците како беа на самата невладина организација се поттикна од она што можеби како состојба, како ситуација во моментот пред 18 години, тоа е далечната 97 година, родителите почувствуваат дека не е баш добар третманот на нивните деца и дека можеби е потребно да се формира една ваква организација. Во 97 година неколку родители ентузијасти, застанаа, ја формираа невладината организација, меѓутоа со текот на годините полека прераснавме во еден бренд кој што еве на локално ниво направи многубројни иницијативи, многу ја подигна свеста на граѓаните за постоењето на оваа категорија на граѓани и ми се чини слободно можам да кажам и горда сум на сето она што досега сме го направиле и како родители и вклучувајќи лица со попреченост, се со цел да го подобриме животот на оваа категорија на граѓани. Слободно можам да кажам дека во овие изминати 18 години зад нас се многубројни активности, многубројни проекти, многубројни екскурзии, многубројни летувања, многубројни поттикнати иницијативи, хуманитарни концерти, представи, така да се со една цел, повеќе да го доближиме, односно или да ги доближиме лицата со попреченост кон секојдневието, кон општественото живење и да ги вклучиме во општественото живење. Така. Ги кажавте многу активности, ќе ни кажете ли нешто повеќе за досегашните ваши активности? Да, поконкретно би сакала еве да ги запознам гледачите, иако сме невладина организација чие што име е Сдружение на лица со церебрална парализа, ние не вклучуваме само лица со церебрална парализа, поголемиот број се лица со церебрална парализа, меѓутоа кај нас членуваат и лица со Даунов синдром, и лица со аутизам, со ментална ретардација, така да во сите овие изминати години за сите овие поодделни категории на лица сме направиле многубројни активности. Јас би сакала да почнам на почетокот со рушење на архитектонските бариери. Еден многу комплексен и голем проблем кој што го имаат скоро сите градови и сите населени места во Република Македонија, па и ќе кажам во светот. Меѓутоа архитектонските бариери се препреки за кои што луѓето многу малку размислуваат, се додека не се најдат во ситуација да им пречи дека има скали, да им пречи дека нема елеватор, така да уште во далечната 2000 година почнавме со една малку помасовна кампања, ги етикетиравме сите места, сите јавни институции во нашата општина и пред се сакавме да предочиме дека ете тие не се пристапни за лицата кои што се оневозможени, слободно да можат да влезат во тие објекти. Стануваше збор за банки, стануваше збор за суд, за основни училишта, за општината и така натаму. Тоа е една поголема кампања во која што во тој период успеавме да ги одбележиме, да во соработка со општината нормално да им укажеме и да им кажеме дека има потреба од одбележување на паркинг места за лица со попреченост, дека потребно е да бидат спуштени тротоарите на пешачките премини и се уште треба да се работи на тоа поле, дека сите институции во градот треба да вклучуваат пристапи, полека еве се работи на тоа поле, се гради, се прави баш сега пред неколку месеци се пушти во употреба лифтот во основното училиште Васил Главинов, каде што има најмногу ученици кои што се инклузирани во редовното образование, така да полека се следи овој тренд, се градат пристапни патеки, меѓутоа секогаш треба да им биде на ум на архитектите дека е потребно такво нешто. Би сакала да се задржам на локалниот акционен план.
еден многу битен документ кој што како невладина организација се успеавме да се избориме уште во 2007 година да го направиме со помош на Handicap International. Во 2008 година веќе овој локален акционен план да почне да делува и да биде стратешки документ на општина Велес. Во 2007 година на 3 декември овој стратешки документ беше едногласно изгласан од Советот на град Велес и беше прв локален акционен план во Југоисточна Европа, што за мене представува, да ви кажам, така една голема гордост, заради тоа што ние како невладина организација во Југоисточна Европа сме почнале први да конструираме вакви планови и да креираме понатаму политики како ќе го подобруваме животот на лицата со попреченост. Така да во 2011 година следуваше ревизија на овој локален акционен план и сега 2016 година повторно работиме на негова ревизија за да вклучиме нови активности со кои што ќе го подобриме животот на лицата со попреченост на локално ниво. Како невладина организација располагаме со скромен простор кој што ни го дала општината. Направивме дневен центар за лицата со посебни потреби во општина Чашка, кој што е едно прекрасно место. За жал во моментов не работи од причини што немаме финансии за да платиме луѓе кои што работат таму, меѓутоа објектот како објект е на невладината организација. Еве би сакала да апелирам доколку има некој кој што сака да помогне, значи станува збор за некој скромен хонорар на лице кое што би требало да оди таму на работа и да ги обслужува лицата со попреченост. Доколку некој сака да ни помогне, ние значи сме тука да ја прифатиме таа помош. Инаку како невладина организација друго што сме направиле, сме иницирале децата со попреченост да бидат инклузирани во основното образование. Во посебното основно училиште Маца Овчарово уште пред 10 години на наша иницијатива се отвори паралелка за деца со церебрална парализа. Во последните 5 години работиме на летна рехабилитациона и рекреативно летување за лицата со попреченост на ниво на Република Македонија. Го работиме тоа во соработка со хуманитарна фамилија од Добре Воде, Црна Гора. Сега веќе во месец јуни ќе оди 9-та група на лица со попреченост од Македонија. Обстојуваме таму 10 дена во јуни и во септември, значи 2 групи во текот на годината се носат. Е нешто што е прекрасно, во исто место се среќаваат лица од Србија, од Црна Гора, од Босна и така натаму. Така да имаме многубројни активности кои што досега сме ги работеле, а се надеваме дека и во иднина ќе продолжиме со ова темпо. Така. Спомнавте дека се дружат повеќе лица од повеќе држави. Имате ли соработка со други вакви невладини организации? Да, значи невладината организација има склучено и меморандуми за соработка со Сдружение од Велика Плана од Србија, со хуманитарна фамилија од Црна Гора, со Сдруженијето Сунце од Мостар. Значи соработуваме со овие држави со кои што се среќаваме и на оваа летна рехабилитација, меѓутоа сакам да кажам дека овие активности кои што ги имаме овдека на локално ниво и овде во Република Македонија би требало многу почесто да им ги презентираме и да им ги кажуваме, значи да ги посетуваме и тие да доаѓаат кај нас да си разменуваме искуства. За жал нашите финансиски средства се многу малце, немаме можност за такво нешто, а многу голема желба е на нашите членови да отидат и во Велика Плана, да отидат и во Мостар, да ги запознаат своите другари и пријатели од таму и да се дружиме многу повеќе. Така. Да. Да ја уклучиме и госпоѓа Лидија, мајка на Јордан. Дали вие како родител знаете што е всушност представува аутизмот? Па на почетокот, кога веќе беше диагностицирано дека мојот син има аутизам, беше шок. Мислам, тогаш не ни знаев, бидејќи пред 20 години за аутизмот многу малку се зборуваше. Меѓутоа, информациите од интернет, малкуцка повеќе труд од наша страна, значи аутизмот представува состојба на живење надвор од овој свет што нас не окружува, значи живење во свој свет. Буквално значи тоа. Меѓутоа, тоа не значи дека сите аутистични лица живеат надвор од овој свет, значи тие ги има повеќе категории, имате високофункционален аутизам, како што е мојот син, значи тоа се лица кои што можат да се вклучат во образовниот систем, во социјалниот живот, можат да извршуваат одредени работи, значи работно да бидат ангажирани, Така. да се дружат со останатите луѓе. Кога веќе дознавте дека се работи за аутизам, како течеше рехабилитацијата на Јордан?
Па рехабилитацијата на Јордан течеше многу тешко, бидејќи ви кажав, значи мислам дека јас сум првиот родител во Велес кој што испадна јавно кажа дека неговото дете има аутизам. Значи никој не зборуваше за тоа. А и ден денешен во Велес ние се уште немаме здружение за аутизам. Не знам зошто, дали родителите се плашат да го кажат тоа или не сакаат или од околината се плашат. Меѓутоа е многу тешко, бидејќи тоа е нешто, да речам, тоа не е во светски рамки и по литература не е нешто нова состојба или некоја нова болест кај луѓето, меѓутоа кај нас во Македонија многу малку се знае за тоа. И буквално јас го велам, значи почетоците беа како одење на гуска во некоја магла. Значи одите, а не знаете каде одите, ни што треба да правите, ни како треба да правите. Дури ни институциите и стручните лица кои што, да речам, студирале, се учеле, се специализирале за тоа, немаат, они знаат, теоретски знаат, да, меѓутоа практично не знаат многу, така да морав јас како родител самата прво да си се обучам, значи да наоѓам разни литератури од амерички автори, бидејќи таму првпат и откриен аутизмот, од разни институти, па да значи да ја прочиташ таа литература, да видиш искуство од Америка, од други земји и сега сето тоа што ќе го прочиташ, да видиш, да си го споредиш сопственото дете како се однесува и после тоа да почнуваш сам да работиш со детето. Така. Вие како семејство како се справувате со попреченостите на Јордан? Па во почетокот беше многу тешко за тоа што морам да кажам сега скоро имаше на некоја од телевизиите една мајка на детенце со Даунов синдром кажа бидејќи тоа е нетипично дете како сите останати бебиња што се, бидејќи Јордан е роден како здраво дете и после симптомите се приметуваат после 1,5-2 години. И тоа е уште поголем шок, бидејќи вие сметате дека е се во ред со вашето дете и после одреден период гледате дека нешто не е во ред и ви кажуваат дека детето има аутизам. И најстрашното во сета таа ситуација која ќе ви кажат е тоа што нема кој да ви објасни. Значи прво на родителот треба да му се објасни што е тоа и што понатаму го очекува. Тоа е страшното. Има несвојствени работи, например, на помала возраст не можат да ги разберат некои работи, се абстрактни за нив, треба да се седи долго време да им се објаснува или кога ќе тргнат на училиште, прават отпор, не сакаат да учат или не сакаат да пишуваат или едноставно сакаат да играат, не сакаат да им се наруши нивниот ред тоа што они го замислиле, значи не сакаат да им се наруши, не сакаат некој да ги воспитува, не сакаат некој да им каже, да им стави ред едноставно во живеењето. Така, тоа се различни фази. А има ли фази во аутизмот, мислам? Па не може, тие се многу измешани. Они има генерално некои фази, меѓутоа кај секое дете е индивидуално. Така. Колку е потребна поддршката од образовните институции за овие деца со попречености? Поддршката од образовните институции е многу голема, меѓутоа јас можеби некој ќе се најде погоден од ова што ќе го кажам сега, меѓутоа морам да го кажам. Значи, кога требаше Јордан да се вклучи во образовниот систем, спрема неговото однесување, спрема неговата тогашна состојба, значи тогашната негова состојба не беше како ова што е сега, јас како родител, јас и сопругот, одлучивме дека треба да оди во специјално училиште, затоа што едноставно гледаме дека детето навистина не може да се вклопи. И тогаш имавме притисоци, не е важно од каде, дали од училишта, дали од Центар за социјална работа, ни кажува законски обврски дека детето, доколку родителот не сака, може да оди во редовно училиште, меѓутоа еве ова нека биде и порака до сите родители, значи еве оваа инклузија, вклучување на децата во редовните училишта на децата со попречености, се согласувам дека треба да има, меѓутоа не по секоја цена и не секое дете треба да биде вклучено. И ние се одлучивме да оди во посебното училиште и мислам дека не сгрешивме, мислам таму од персоналот нормално тие си се обучени, тоа си е специјално училиште за деца со попречености, си беше прифатен, првите 2 години беа многу тешки. Така, тоа ми беше и прашањето како течеше развојот на Јордан. Да, првите 2 години беа многу тешки, например, во прво одделение кога беше, можам да кажам дека за 2 реда домашно што требаше да се напише, он не знаеше да седне и 2 сати да плаче. И додека не го прифати тоа. Малце е тешко да прифатат некоја новина,
додека не го прифати тоа, значи мораше со него да има човек што ќе седи цел ден. После кога тргна во второ одделение ситуацијата се подобри, а веќе од трето одделение со такси само одеше до училиштето, значи самиот пројави интерес дека ќе оди сам, дека нема потреба од некој друг да биде со него и така полека почна да се вклопува во образовниот систем. Така. Со што сака да се занимава Јордан најмногу? Па овака јас Јордан е 20 години, да. Јордан е 20 години, сака со многу работи да се занимава со сите што сакаат и неговите врсници. Значи има моменти кога сум приметила дека он многу работи ги размислува како неговите врсници, ги знае, меѓутоа му е тешко да ги искаже и да ги пренесе на некој друг. Се плаши. Па не знам дали се плаши, карактеристично за аутистичните лица е дека имаат сиромашен фонд на зборови. И тоа е малкуцка, тоа е една поголема пречка која што не им дозволува да се изјаснат, да се искажат така како што треба или како што чувствуваат. Меѓутоа сака се што сакаат неговите врсници. Ќе го прашате и него, ќе ви каже и тој самиот, значи компјутери, музика, сака да излегува, да се прошета, сака убави работи, сака да се прошета негде, да отиде на гости во некоја друга држава. Така. Јордан сака многу да глуми и рецитира. Па доколку сака, ако може, нешто да ни испрезентира. Фала сите, ја ќе слушнам копачите. Ајде, почни. Мамо, ти чути и даци, јас ќе без грешки. Копачите се крти, ноќта црна, се рути, капра мрак и петни во села пеат, и зората се зори, над капркав се мие, и тимнината пие силно светнал ден. Пробуден сермони, копачи на копачки на трудот црн народ. Со мотика на рамо, за кока субале по патиштата рамни увни надио ден. Да тргме ние страдални си од век, на деда Богомил. Земјата овка мека, на брамниот срод, со страна душа чека, ударенец со јаки, со мотики толсти под троско белин трат. На работа, на труд, да копаме меко. На полнињата родни афион тутун жице, да рода благородни, и по кривите вади, да попуштиме води, за оризите млади и зелени лободи, на работа, на труд, да роди роб богат, да бликне живо млад, не пепел троском пелин во огин пламе јад. Жилите да пуштат корења длабоко и плодови да бликнат високо, слободно на воздух, ораме сорало, но земјата ни душа колку е богата, на пепел тоско пелин во огин пламе јад. Да престаме да снема тагата за голиот живот на човек станал скот. И в тая мугра пресна да екне дружна песна. На дружнаните удари да бијат срца млади и растат синогради, преминаните од јад, од стички маки тешки, не виновме мел ден, а од солзи жешки не виновме меден нашиот живот, на работа, на труд. Да не сме саде ние, да не сме саде тука, ние сме под свет безбројни милиони на трудот за народ. Ке биде чести денот и првата ни стапка у првиот ни век, ке мине си лек, ке босне сонце злато на секаде по светот, ке го зрамно гнетот, келзне живо нов, и реките ке потечат и време ке влечат на волковита смрт. Реките од живи и пробудени сили, на копачки и копачи и странни, голи, главни по целата земја. Се крти ноќта црна, се рути капар мрак, и петен во села пеат, и зората се зори над капалкав се мие, и темнината пие силно светло ден. Браво, Јордан. Исто така ти сакаш и компјутери. Што најмногу сакаш да работиш на компјутерот?
Па види нешто, јас играм некоја играта, не играта FIFA 11, Так. дека играм за шпанско првенство за Реал Мадрид и Атлетико Мадрид за прво Реал Мадрид за 2:0 не победи за Атлетико Мадрид. И после вклучаме на друга играта FIFA 13 дека јас имам USB-то ќе снимам Так. на Славчо симнав од една играта FIFA 13 се симнал ке од дома во декстоп и после ние бевме на августи кај Чичо Звонко има ќе снимам играта FIFA 11. Значи сакаш да играш фудбал на компјутерот, Така и а кога сме веќе кај фудбалот, дали сакаш да спортуваш? Дали тој ти е омилен спорт? Епа јас ке тренирам во дресот за тоа дрес за Реал Мадрид за шпанско првенство. Јас Значи сакам Реал Мадрид ти е омилен тим, така? да јас сакам една број 9 за Кристијано Роналдо за Реал Мадрид. Значи Роналдо ти е омилен фудбалер. Да, за Манчестер Юнайтед за FIFA 09 и после за Реал Мадрид за FIFA 11. Па има FIFA 13, па омилен за Реал Мадрид за Кристијано Роналдо. Како се осеќаш после овие активности? Се осеќаш ли задоволно, дали те прават среќен? Епа јас многу среќен дека јас учам државно средно училиште Свети Наум Орхидски Скопје. Јас учам за македонски јазик за второписмена работа доби 5. Така. И после второ бев кај на час машински ементи кај професор Славе доби па 5. И после математика учивме за пари и за мерење за доби 5. А после музичко песната многу пее за збење нешто за бугарска песна од Тони Строн истина и македонска песната Додека спиеш. Има две песни многу само слушна децата дека многу пее. И после бев ке ученички дом, има трпезара и јадеме нешто за ручек за грашек, колбаси. И после вечеравме има шунка за сирење и за пиење чај. И после само гледаме телевизија од серијата за убавата селанка и после веројатно на Значи сакаш да гледаш и филмови? Да, така е. И после во вирот на Субината сите деца заедно се вика Самир, Синан, Шанкар и Елмина заедно омилен, тројца заедно гледавме за Се дружиш ли ти со твоите се соученици? друживме, така. И после кога не може да гледам за серијата Црната роза, треба ќе склучиме телевизорот сите деца заедно да спиеме и после на ауто станавме јас мијам со паста заби со четка и со крпа за миење за лице и брада и така. И после вчера среда има за бурек со сирење и за пиење за јогурт. Така. Да, така е. И само епа ќе може за имам на часки пракса и после и за одмор. Јас не одам ужинка. Па јас А кој ти е омилен предмет на школа? Па омилен? Епа од државно средно училиште се Сакаш најмногу да учиш. јас сакам учам да работам од пракса на час во среда. Па во четврток имам 2 час ки слави машински метис доби па 5 и бев на час ки ликовно ки друга професор ке зацртам нешто за А сакаш ли да црташ?
Па да, па така е, само да цртам нешто за тој на за цртање за FIFA 09, за PlayStation 2, нов телевизор, како? Јас само да надополнам малку, значи во 2008 година, кога Јордан одеше во посебното училиште, му пратија еден цртеж во Лидице во Чешка и тој таму доби диплома, тоа е значи светски надпревар на ликовни училишта, од ликовни ателија и дипломата бевме во Скопје, тогашниот чешки амбасадор му ја даде. Така, има ли освен таа награда уште награди? Па има Повеќе. учествувано, пратено има цртежи, останати имаше еднаш пратија во Мадрид, еднаш во Букурешт, меѓутоа таму нема добиена награда, меѓутоа негови цртежи имаат праќено уште кога беше во основното училиште на повеќе надпревари. Така, браво се. Јас би сакала да кажам дека Јордан и одлично глуми. Да. Така. Значи, нешто што го пробавме минатата година за прв пат Има во ли соработка. учествувано во некоја Да, представа? на Јордан сакаш да им кажеме што глумеше во представата за градот Велес кога беше заедно со Александар, со децата од словото Со на фотографот си Весна, Да, со фотографот. за градот Велес. за градот Велес. Што кажувавте вие за градот Велес? Кој е овој град? Сега сме општина Велес. Точно, а порано како беше Велес? Како викаме во Со Александар представата? како глумевте, како викаше, кој е овој убав град? Тоа е градот Велес. Има некои сите, има некои убави куќи, има реки што е ова, тоа е Чамец. Чамецот ја загубува и некои деца. Децата треба ќе пише Господи. Тоа е градот Велес, Македонија и реката Вада. Браво. Значи, за прв пат ланската година во соработка со Весна Димитровска-Бобевски, со незината група, ќе речам, од словото, ученици кои што од средните училишта кои што за прв пат ја направија представата за градот Велес, ги вклучивме и лицата од нашата невладина организација. Беше еден проект кој што навистина ни даде голем поттик дека можат еве конкретно и лицата со попреченост да се вклучат во еден таков настан, значи да во представа, така да планираме оваа година еве повторно да направиме нешто, се со цел значи да ги вклучиме еве во културното живење. Инаку ќе кажам дека како невладина организација многу често досега еве сме промовирали и книги на лица со попреченост, сме промовирале изложби од уметнички дела. Неколку пати досега организиравме продажни изложби на Роза Мојсовска, која што е штитеник на Заводот за рехабилитација Банско, која што црта со уста и доста познат уметник во Република Македонија. Инаку како невладина организација сакам да кажам дека покрај еве летувањето организираме и екскурзии, организираме родендени за лицата во нашата организација, еве во недела повторно одиме на екскурзија во Дојран. Така да се трудиме колку толку да го збогатиме нивниот секојдневен живот, да го подобриме и да ги вклучиме во општественото живење. Така. Во вашата невладина организација колку лица брои вашата? Па некаде околу 50 на лица кои што се на различна старосна возраст, значи имаме од 2, 3, 5 години, 10, 18, над 30 години веќе и возрастни лица. Значи со различна старосна возраст вклучуваме веќе и на почетокот ви кажав со различен хендикеп. Одлично се дружиме, добро функционираме. Мислам дека тоа Јордан ќе го потврди. Јордан, убаво ни е кога се дружиме во невладина, кога одиме на екскурзија, кога одиме на одмор, убаво ни е. Сакаш ти да одиш повторно на екскурзија, да? Посебно нека кажи за посетата на Славјанскиот универзитет, Да, таму беше да, значи имавме воодушевен. и соработка со Славјанскиот универзитет во Свети Николе, направија една прекрасна забава за нас. Ние таму се представивме еве со дел од ритмички точки, исто така тоа заборавив да напоменам дека еве со Црните мачиња веќе долги години соработуваме, па имаме една многу добра неколку добри кореографии со нив веќе, кај што ги вклучуваме значи еве и во танци, така да се трудиме максимално да бидеме вклучени секаде и да направиме што е возможно повеќе за да им биде многу подобро. Да. И за крај кажете ни која би била вашата порака како да се доближат овие лица со попречености? Па јас за крај би кажала дека не би сакала да постои 2 април како светски ден за лицата со аутизам и само на тој ден или пред тој ден да зборуваме.
за овие лица и за нивната состојба. Исто така и за 21 март, денот на лицата со Даунов синдром. 25 март, денот на лицата со церебрална парализа. 3 декември, светски ден за сите лица со попречености. Ме разбирате? Мислам, се некако така стихино работиме, се така, значи пред тој ден ајде да направиме нешто. Мојата, значи, порака е дај секој ден да работиме по нешто, да по 1 милиметар да одиме напред, ќе има многу поголем успех. На секој лице кое што со некаква попреченост да му се доближиме, да го сакаме. Љубовта мислам дека ги разбива сите можни бариери. Само со љубов може да се постигне многу повеќе и со упорност. Би сакала да порачам еве до сите институции, до локалната самоуправа, до бизнис секторот, до медиумите. Со заеднички сили можеме многу повеќе. Благодарам на сите кои што досега еве отстапиле и медиумски простор, кои што отстапиле бизнис секторот, донирале, дале, меѓутоа секогаш ни е потребна поддршка. Реков, се со една цел да го подобриме светот во кој што живеат овие луѓе. Вие, госпоѓа Лидија, како родител со дете со аутизам, што би им кажале на гледачите, како ваша порака за крај? Јас, значи, заборавив уште една работа да кажам. Од дружбата, од ова што беше мозаикот наречен Велес, еден од тие актерите што беа, што глумеше Јордан заедно со него, сега е веќе студент на режија во Штип и како семинарска работа веќе работи документарен филм за Јордан, бидејќи беше воодушевен од неговото глумење и од неговото однесување. И ова не случајно го кажувам, значи ова нека биде порака од мене до сите родители кои што имаат лица со попреченост. Значи прво и основно е со оглед на тоа каква е средината, знаеме ние какви се размислувањата кај нас. Значи има родители кои што си ги чуваат децата дома, да не се срамат од своите деца, да ги изнесат надвор, да ги изнесат во околината, а колку почесто околината ќе ги гледа тие лица, ќе биде многу полесно да ги прифатат. Тоа е едната порака до родителите што имаат лица со попреченост. А другата порака е до сите наши сограѓани. Значи, нашите деца се социализирани. Они не се плашат од никого. Значи, да се социализираат останатите граѓани, да не ги прифатат децата како рамноправни членови на оваа заедница, бидејќи нашите деца можат да бидат и поуспешни од останати, например, мојот син, а верувам дека и сите останатите, не пијат, не пушат, не се дрогираат, а тоа е една многу голема предност во денешново време. И сега, нашите деца, да речам, одстапуваат од одредени норми за тоа што Јордан не може убаво да ви каже или да ви објасни, а некој ќе биде во ред за тоа што знае убаво да ви каже добар ден, ќе поразговара со вас, меѓутоа кога ноќеска ќе се опие во кафана и ќе отиде дома и ќе ги измалтретира сите, и тоа е нормално. Јас ви благодарам за вашето гостување, се надевам дека ќе имаме некоја наредна прилика да бидете повторно тука со нас. Благодариме уште еднаш за поканата и уште еднаш благодариме за отстапениот простор. Еве да подсетиме за 2 април светскиот ден на лицата со аутизам и да презентираме еве дека не треба да се застане, туку треба да се оди напред, со заеднички сили можеме многу повеќе да направиме. Еве и за Јордан и за сите други лица со попреченост. Почитувани гледачи, ние во продолжение ќе одиме со еден краток рекламен блок, па се враќаме назад.